Здраво, ова е 154-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. А денешниот репортоар е Adoration на Фабрис Дувелц, во кој станува збор за 12-годишниот Пол, глумен од Томас Глорија, кој живее доста изолационен живот заедно со својата мајка, која е вработена во психијатриска болница, која се наоѓа покрај шумата која обиколува нивната куќа. Еден ден се сретнува со девојчето Глорија, глумено од Фантин Хардуин, која го привлекува неговото внимание со незината нескротливост. Штом се спријателот, Глорија го разубедува Пол да ја помогне да избега од институцијата, започнувајќи го своето патешествие кон непознатото, меѓутоа штом на површина излезе непредвидливоста во реакциите на Глорија, Пол е ставен на тест и развива сомнеш во исправноста на одлуката за недалекосежното бегство од светот на возрастните. Пол го запознаваме како момче кое се обидува да згрижи едно врапче кое завршило надвор од гнездото, го носи дома, го негува, го храни и еден ден завршува мртво во корпата за отпадоци. Ова е соочување со смртта на Пол, со кое нема да сака да се помири. Останува неодговорено прашањето за отсуството на неговиот родител. Можам да констатирам дека и Глорија ќе се обиде да го повреди Пол насреде бегството само за да не ја напушти, по можности да демонстрира грижа за него, меѓутоа крајно симптоматична е нивната релација, исто како и сугестивното насуство кај неа. Имено, дискутабилно е дали ние, гледачите, ја добиваме севкупната вистина за случувањата во животот на Глорија, или вистината е филувана од незината страна за да биде разубеден Пол да учествува во незиниот обид за бегство од институцијата. Несомнено дека доколку Глорија беше нараторка на делото, ќе беше неверодостоен прераскажувач на приказната. Залюбениот Пол наместо да трага по слобода со саканата, тој станува незин роб насреде бегството, кој треба да го спасува незиниот живот од импулсивните и непромислени постапки, ескапади кои ги чини оваа манична пикси сонлива девојка, која ќе условува на овој начин, додека некој преведувач не согледа дека ни е потребен превод на термините кои со децении се присутни во филмската критика, меѓутоа ние немаме нивен субститут во нашиот јазик, а да не зборувам дека во филмот се употребува концепцијата на фолија 2 и со недостаток на термини ќе го образложам ова начело како пресликување на нечија илузија, параноја или халуцинација врз друг лик. Своеволно создаваат непријатели од пријателите, кои ги пресретнуваат насреде патувањето, им нанесуваат штета, едноставно Глорија е подвижна деструкција каде и да стапне. Секако дека треба да биде под строг надзор незиното однесување, меѓутоа кога ќе биде пуштено на слобода да дивее како што знае и умее, ќе бидеме сведоци на незиниот уништувачки допир за околината и за самиот Пол, кој треба да ги сноси реперкусиите на незините одлуки, да се биде слободен како птица во дивината. Услугите на кинематограферот Мануел да Косе надолго и на широко се искористени од авторите на најисклучителните европски жанровски филмови, како Форцани и Хаджи Халиловиќ, меѓутоа Дувелц соработуваше со него за да го кадрира бегството на возрастните во Алелуја, меѓутоа овој пат двајцата се насочени да го доловат раскошниот колорит на природата на 16 мм филмска лента, што само ја надополнува естетизацијата на поетичниот реализам, на која цели Дувелц, односно низ овој продор на непознатата и нескротена природа со помош на визуелната поезија и тишината се обидува да го кадрира влезот во дивината од страна на децата, не баре се влегува во пределот на царството на капетанот Курц на Копола. Тој снима на рака, за да се долови непосреден продор во темпераментниот свет на децата, но користи и зумови за уловување на крупните планови. Маглата, дождот, сончевите зраци, светлината од запалениот оган во ноќта има своја убавина на зрнестата текстура на филмската лента. Сведоци сме на еден кошмар во кој има игра со интензивни виолетови светла и извитоперени лица, кои се пресликување на потиснатите стравови на Пол, кои заедно со Глорија земаат улоги на возрастни, но во нивниот симулакрум тие имаат последици за снесување на нивните одлуки, а не само да бегаат од рушевините кои ги оставаат зад себе. Кога не преовладува тишината и звуците на природата, може да се наслушне елегичното пијано на Винсент Кахај, како провејува низ транзиционите сцени.
Фабрис е еден од последните жанровски борци кои се произнесе од бранот на францускиот екстремизам, докажувајќи се со својот бизарен и надреален Калвер, односно The Ordeal, а потоа го сними еден од најзначајните филмови на минатите децении Винијан, кој иако ја тангираше невозможната потрага на родителите по загубеното дете, неговиот најнов филм е негов контрапункт, со оглед на тоа што гледаме деца како бегаат од светот на возрастните и се губат во дивината. Потоа се истакна со еден суров филм во кој исто така долови еден Бони и Клајд концепт на одметничко бегство, кое се граничи со лудилото на прекрасниот Алелуја, на кој наликува неговиот најнов филм во доменот на сплотеноста во бегството, кое исто така добива криминогени одредници, но присутни се и елементи на психичка болест, само што протагонистите се помлада итерација на актерите во Алелуја, иако извитоперувањето со вистината е се присутен агенс во сите дела на Дувелц. Полициските филмови на Фабрис воопшто не се впечатливи, а наредната година ќе го добиеме неговото ново остварување Inexorable. Со оглед на тоа што Дувелц решава повторно да патува низ познати предели на губењето на ликовите во дивината, филмот губи на оригиналност на ова рамниште, меѓутоа од инстанца на снимање со деца, од кои се обидува да го извади саканиот перформанс, за да го разубеди гледачот дека се препуштени на себе си и тоа како успева да комплетира голем предизвик. Несомнено дека Фантине е дорасната на задачата да ја прикаже нескротливоста на незиниот лик, кој постојано е воден од своите импулси и нагони, проследен со анксиозност која создава немир во незината изведба, што се одвестува на портретираниот лик. Зошто имаше втор крај на верзијата која што е погледнав, не знам дали е тоа наменски или грешка во составување на филмот со оглед на тоа што вториот крај беше без звук. Филмот е снимен за мизерни 3 милиони евра и ја имаше својата премиера на минатогодишното фестивалско издание на Локарно, а потоа играше и на престижниот Фантастик Фест, па во Хелсинки, Хамбург, Чикаго, Бордо, Ротердам, Одеса, Москва и Севилја. Ова е филм во кој е поважно патешествието во нескротливата природа отколку дестинацијата на која се цели да се пристигне во отворениот крај. Дело предводено од млади актери кои имаат тешки зададени задачи за убедително доловување и задржување на вниманието на гледачот од почетокот до самиот крај. Филм за потрагата по слобода, која што може да се претвори во нечие робство, ако нечија фантазија се протолкува како реалност. Ако морам да го евалуирам, тогаш Adoration од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 154-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!